Одговорност за хаосот во Фондот за здравство мора да има. Целиот систем повеќе од 2 недели не беше во функција, поради што страdaa и пациентите и лекарите. И од Сдруженијето на болни од канцер Хемо-онко велат дека се шокирани од последните случувања и досега имале огромни проблеми како недостиг на лекови, долго чекање за терапија, високи цени, а ова што се случува сега е буквален крах на целиот систем. Некој треба да понесе одговорност за се ова што се случува, бидејќи навистина последиците допрва ќе ги видиме од она што моментално не функционира овој здравствен систем, во однос на тоа што можеби ќе се изгубат некои податоци за пациенти кои што веќе подолго време се на третмани, на терапии за карцином. Само искрено да се надеваме дека се ова ќе се реши, дека ќе се вратат сите податоци во системот кои постоеле и претходно. За лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски во фондот се поставени неспособни директори кои се заштитени и обвинителството треба да се позанимава со овој случај. Таму работат неспособни директори кои што никој не ги повика на одговорност, и од ДУИ, и од СДСМ, заштитени се, и наместо обвинителството да се позанимава со овој случај, обвинителството бега како ѓавол од темјан од целата оваа работа. Откако настана целиот хаос, никој од надлежните во фондот не најде за сходно да се соочи со јавноста и да одговори на бројните прашања. Дури за утре е најавен брифинг со директорите, откако функциите на системот почнаа полека да се враќаат една по една. Од вчера попладне почна исплатата на јануарската плата на здравствените работници. Се исплаќаат и за останатите породилни отсуства и рефундации. Се уште не се знае што точно се случи со системот на фондот, кој и зошто го хакирал и најважно, дали податоците на пациентите се изгубени за секогаш. Одговорност нема ниту кај раководителите на фондот, ниту кај другите институции. Инаку фондот во изминатите 10 години има потрошено над 3 милиони евра за информатички услуги. За несоодветниот менаџмент и надзор од страна на фондот врз работата на информатичките компании кои ги ангажираат, веќе предупредил и Државниот завод за ревизија, кој освен не за ова детектирал потфрлање во скоро секој сегмент во работењето. Откако се случи хакерскиот напад и настана вистински хаос, владата денеска на седница донесе одлука да ги обучува сите административци за сајбер безбедност.